Драги браќи и сестри, добро утро. Нека е слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, што и ова недела можеме да видиме овде на ова место, да го прославиме нашиот Бог и да се поучуваме од Неговото Слово. Надвор е многу жешко. Овие денови е многу жешко, но има две вести. Првата е дека во пеколот ќе биде уште пожешко. Така да тоа што е сега жешко е многу малко и подносливо, ама во рајот ќе биде многу убаво. И затоа Словото ни вели: припремајте се да бидете во рајот, не во пеколот. Ако овде ни е тешко, да го бараме рајот, каде што ќе ни биде многу убаво. Нека Бог ве благослови и ова утро. Минатата недела бевме со мојата супруга во Муртино, таму проповедав. Сите ви праќат поздрави од Муртино. Пред таа недела бевме за Словачка. Сите знаете дека почина нашиот брат Павле Цеков. Бевме таму и неговата фамилија испратија поздрави до сите вас. Жално е што веќе повеќе ќе не можеме да го видиме. Нема да може да дојде повеќе да ни проповеда овде и да имаме заедништво, но тоа е Божиот план. Така и минатата недела требаше тоа слово овде да го проповедам, но така дојде да можам да проповедам во Муртино, а денес ќе имаме друго слово за овде. Сега ќе започнеме ова служба со песната број 46, "О колку звучи пресладко".
Сега ќе прочитаме Псалмот број 103. Псалм број 103. Благословувај го душо моја Господа и не заборавајте сите негови добрини на оној кој ги очистува сите твоите законја, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од пропаст твојот живот, кој го овенчува со милост и со добрина, кој го исполнува со добар живот твој, како на орелот ја обновува твојата младост. Господ им дава милост и правда на сите поколения. Тој му ги покажа своите патишта на Мојсе, неговите синови делата своји. Шегат и милостите Господ, долготрпелив и милостив, тој не се криви другари, ниту вечно се лути. Тој не го сакува со нас според нашите беззаконија и не ни владе според нашите беззаконија. Зашто колку е голема расстојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господ спрема оние што се бојат од Него. Колку е далеко исток од запад, толку ги оддалечува тој од нас нашите представи. Како Господ што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него. Зашто тој го знае нашиот состав, помни дека сме прави. Никога човекот се како треба, како полскицке, така пресудува тој. Ке духне ли надни во ветар, веќе го нема. И местото негово веќе го шене памет. А милоста на Господ е од век до век спрема оние кои се бојат од Господа и правдата негова е чеда на чеда. И го чуваат заветот Негов и ги помнат заповедите Негови. Господ го поставил својот престол на небото и царството Негово владее на се. Благословувајте го Господа, сите ангели Негови, тие крепки по сила, кои ги извршувате Неговиот збор, слушајте го гласот од зборот Негов. Благословувајте го Господа,
ја исполнувате волјата негова. Благословувајте го Господа сите негови дела, по сите места на неговото владење. Благословувај го душо моја Господа. Амин. Нека сега да се исправиме, да се помолим. Татко Небесен, и ова утро сме дојдени овде да бидеме благодарни кон Тебе и да Ти оддадеме слава и чест на Тебе. Господе, ние за се треба да Ти благодариме на Тебе. За се што имаме, за се што правиме, за се што ни даваш, за се што се грижиш Ти за нас, па и тоа утро што сега сме здрави и живи. Си ни дал и сили да можеме да дојдеме на ова место, да бидеме заедно, браќа и сестри, и да можеме да Те славиме, да го увеличиме Твоето име кое е пресладко, име кое е над секое име во кое ние наоѓаме спас за нашите души, за нашите тела, име кое не може да се замени со ништо друго. Господи, ние Ти благодариме за Словото кое Ти си ни го дал, бидејќи преку тоа Слово ние можеме да гледаме во минатото, во денешното и во идното време. Господи, Ти не сакаш да има ништо скриено за Твоите деца. Не сакаш да има ништо непознато. Да нема ништо што од нас ќе не одвојува, ќе не разубедува. Но Ти сакаш се да ни покажеш. Сакаш да ни докажеш, бидејќи Ти си вистината. Ти си полн со љубов. Ти си тој кој се грижи за нас, како што читавме и во псалмот. Господе, фала Ти за се. Фала Ти за секој еден брат и сестра кој е ова утро овде. Фала Ти за нашите гости, за нашите пријатели, за сите кои ова утро се наоѓаат на ова место. И Те молиме, Господи, за Твојот благослов. Ниеден од овде да не се оди празен, бидејќи Ти за секој еден имаш слово кое го упатуваш во неговото срце. Бидејќи тоа е наша духовна храна, бидејќи тоа е храна за нашиот духовен живот, да можеме да живееме, да обстануваме и да се бориме во овој свет. Господи, Те молиме за тие кои што се болни, тие кои што се стари не можат да дојдат, тие кои што се далеку и тие кои што гледаат преку интернетот. Благослови ги и нив. Нека тоа слово допре и до нивните срца. Те молиме и за нашиот народ, за нашата земја, за нашите власти. Господе, Ти ги води, Ти им давај мудрост, Ти управувај со нив, бидејќи без Тебе ништо не можат да направат. Бидејќи без Тебе се слаби и немоќни. Но кога Ти ги водиш, кога Ти управуваш со нив, тогаш можеме да победуваме, можеме да успеваме и можеме да имаме мир во земјата. Татко, Те молиме во името на Исуса Христа, нашиот Спасител. Амин. Пред да испееме втората песна, сакам да поздравам гостите. Не знам, јас веќе 3-4 недели не бев овде. Не знам кои се и кога дојдени, поздравени. Па сакам, ако некој е поздравен, уште еднаш да ве поздравам. Имаме од Шведска тука, братот Симчо, Павле,
и синот на Павле е тука. Силвана од Австралија е од најдалеко, дојде на Јона, ја поздравуваме. И Стирчето од Шведска или Германија беше, Швајцарија, со нејзиниот сопруг, се тука помеѓу нас. Имаме гости од Българија, беа и минатата година овде, сега се во нов состав и тука се дојдени кај нас и велат дека им се допаѓа овде. Па и на нас не е мило кога ни доаѓаат гости и кога можеме да бидеме заедно и за тоа сте добро дојдени. Нека Бог и вас ве благослови. И имаме и гости од Холандија. Од Холандија тука кои што се во Габрово. Минатиот пат имаше други. Сега се овде дојдени Тон, Мариона и Холанд од Холандија. Јас на Боби се смеев, викам Тони, Марионка од Холандија. Преведено на македонски. Може би нема да разберат, ама нема и да се налютат. И тие се добродојдени. Така да сите заедно да го славиме нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој не поврзува каде и да сме, од каде и да сме. Сега ќе испееме втората песна, тоа е 192 број. Кој се обера на крстот ќе погледне, веднаш спасен ќе е во тој час. 192.
Сега ќе биде прочитан текстот кој ќе биде за самата проповед, а тоа е Марко, Евангелието од Марко, 8 глава, од 11 до 21 стих. Евангелието од Марко, 11 глава, 8 глава, 11 стих до 21. Тој го на главата и рече: зошто овој род бара чудесен знак? Вистина ти велам, нема да му се даде чудесен знак на овој род. Кога ги остави пак, еден од твојата деца да се стави. А тие пак беа забравени да земат хлеб, во городот има само еден хлеб. А тој заповеда и рече: внимавајте, чувајте се од гласот фарисејски и од гласот пирови. И си размислуваме и мислиме верејци, тоа е зашто немаме лек. А Исус, кога ги разбра, им рече: зошто зборувате за тоа што немате лек? Зар уште не знаете и не разбирате? Уште ли е ставленето вашето срце? Очи имате, не гледате. Уши имате, не слушате. И не помните ли, кога ги разпрши 5 лева за 5.000 души, колку полни кошери со парчиња собрани? Ја му одговорија: 12. А седмите, значи викајќи, колку кошници со останати парчиња собрани? Ја одговорија: 7. И им рече: па како тогаш не разбира? Благодарам. Билна. Пред да почнеме со словото, сакам да прашам
до нашите сестри, а може и браќата, дали некои од вас месат леп, ако не секој ден, еднаш во неделата или малку поретко? Има ли такви кои месат дома леп сами? Може да дигне некој рак. Браво. И у Холандија месат леп. А има ли некој плюс од тие што месат, кои знаат да месат, ама моментално не месат леп? Не прават. Значи има и такви. Денес сме научени веќе да јадеме готов леп. Испечен, припреман, различни вкусови, различни форми, со различни состојки внатре. И си бираме, ќе идеме во продавница, ќе си купиме каков што сакаме. Што убаво. Ама ќе се вратиме после на тоа и ќе видиме дека не е баш така. Исус нахрани 5000 души со 5 лебови и 2 риби. После тоа Исус нахрани 4000 души со 7 лебови и нешто малку риба, не ни опишува колку. И од сето тоа останаа во првиот случај 12 кошеви, а во вториот 7 кошеви со леб. Толку Исус ги благослови што не само што беа најадени толку народ, но и остана од лебот. Сега овде фарисеите доаѓаат при Господ Исус Христос. Знаеме ли кои се тие фарисеи? Тоа се во Марко пишува само фарисеите, а во Матеј пишува фарисеите и садукеите. Тие беа различни струи во верата. Едните верува во воскресение, другите не верува во воскресение, но кога беше целта Господ Исус Христос, кога беа против Него, беа единствени. И беше заеднички непријател. И сега тие дојдоа при Исус да го искушаваат, да се препираат со Него, да се надитруват, за да можат после тоа да го обвинат Исус Христос или да го омаловажат. Како прво, што е квасот? Исус тамо спомнува за квас. Што значи квасот кога веќе правиме леп? Што улога игра квасот? Вие што месите леп, сигурно знаете. Квасот ја променува структурата на тестото. Тоа навлегува во самото тесто и почнува да го променува тестото, да реагира во тестото и тоа почнува да се шири, да се шири, да се шири и така го освојува целото тесто. Така фарисеите дојдоа при Исус и го искушаваа и му велеа на Исус: покажи ни чудесен знак. Исус правеше многу чуда, лекуваше многу болни, слепи прогледува, сакати проодува, од најразлични болести лекуваше, па дури и умрени воскреснуваа. И сега доаѓаат фарисеите и велат: покажи ни некое чудо, некое големо чудо, што ние ќе можеме да го видиме и да се убедиме во тоа. Овде гледаме односот на Господ Исус Христос, беше чуден и тој им рече: нема овој род да види чудо. Нема да му биде покажано чудо. Зошто? Која беше целта на фарисеите? Исус подосна на учениците рече: пазете се. Пазете се од квасот на фарисеите.
Каков беше тој квас на фарисеите? Дали знаеме кој беше тој квас на фарисеите? Што беше целта на фарисеите? Беше да го прогласат Исус дека не е Месија, дека не е Спасител. Тоа беше главната нивна цел. Да кажат дека Исус е обичен човек. И затоа бара чудо од него, надприродно чудо, да покаже, да свали нешто од небото, да видат дека навистина тој е Божиот син. Како што денеска момчињата обеќаваат на девојките и звезди ќе ти свалат од небото. Така и они чекаа да Исус им покаже некое чудо, да бидат убедени во тоа дека е тој Месијата. А зошто? Тие мислеа дека Месијата, која ќе дојде, нема да знаат од каде е. А за Исус што велеа? Знаеме ние од каде е Исус. Тој е од Назарет, тој е син на Јосиф, дрводелецот, и тој не може да биде Месијата. Не може да биде Спасителот. Ние го знаеме него. И уште нешто имаше овде важно за нив, а тоа беше, тие ја губија власта и моќта. Зошто ја губија власта и моќта? Затоа што народот почна да му верува на Исус. Народот почна да го следи Исус. Народот одеше по Исус и се собираше многу народ. Гледаме во едниот случај 5000 само мажи нахрани, во вториот случај 4000 плюс жени и деца. Значи, народот почна да го следи Исус, бидејќи во него гледа човек кој не е обичен човек. Човек кој имаше власт, сила да се спротивставува на болести, да се спротивставува на морето, на брановите, имаше власт над се. И тоа не беше обичен човек. И затоа фарисеите и садукеите се плашеа да не ја изгубат власта и моќта што има во државата, во нивната религија, и да народот се окрене целосно кон Исус. Овде Исус вели, пазете се и од квасот на Ирод. Не само од фарисејскиот квас, но и од квасот на Ирод. А зошто? Се извинувам. Бидејќи, ако читаме во 6 глава од Марко, 14 до 16 стих, тамо ни вели словото вака. И цар Ирод разбра за Исус, зашто името негово беше прочуено, па рече: Јован Крстител воскреснал од мртвите и затоа стануваат чуда преку него. Едни велја Илија е, а други пророк е, или како еден од пророците, а Ирод, штом чу, рече: тоа е Јован, на кого јас му ја отсеков главата, тој воскреснал од мртвите. Тоа беше квасот на Ирод. Тоа не е Исус Месијата. Тоа е Јован, на кого јас му ја отсеков главата, и тој сега воскреснал и прави чуда, и тој се плашеше за тоа што тој го направи, бидејќи направи грев. Уби невин човек, затоа што Јован му го кажа гревот кој тој го правеше. И тој сега се плашеше од тоа дека можеби Исус е тој Јован, и затоа тој така пушти глас во народот: тоа не е Исус, тоа е Јован.
И Исус вели, пазете се од таквиот квас на фарисеите и на Ирод. Што е квасот сега? Ние денеска ќе зборуваме за квасот, кој може би изгледа така наивно, но да видиме каква важност и улога игра во нашиот живот. Квасот е власт и моќ. Како што тестото наблегува во тестото и го променува самата структура на тестото, така квасот има таква сила, власт и моќ во животот на луѓето. Квасот влијае или делува на мислењето на другите. И квасот влијае на одлуките на другите. И ние денес ке гледаме на телевизиите како самите партии, кога доаѓаат избори, како делуваат на луѓето, на психиката на луѓето, за да можат да гласат за нив. И му обеќаат. Тоа ќе направиме, друго ќе направиме, тоа ќе го промениме, да ги убедат луѓето, да си го променат своето мислење и да гласаат за нив. После не е важно што ќе прават. Но важно е како тие ќе делуваат на твоето мислење, бират зборови, бират слики, бират моменти, за ти да го промениш своето мислење и на крајот да донесеш своја одлука. Така е и во секојдневниот наш живот. Најчесто таква власт или моќ имат учени луѓе, богати луѓе, луѓе кои се на функции, луѓе од кои зависат другите, и нивниот збор влијае многу и делува на тоа како човек размислува. Тие имат сила, имат власт, и ако не може милом, може и силом да делува на твоето мислење и да го променува твоето мислење. Така беше и во комунизмот, кога комунистите го негираа Бог, и ако не може да те убедат на добар начин, тогаш пробуваа на насилен начин да го променат твоето мислење. Тоа јас го доживеав на мојата кожа, како сакат да го променат твоето мислење, како сакат да те променат тебе целосно, но ако стоиш цврсто за Бог, не можат ништо да ти направат. Но сепак имат големо влијание помеѓу народот. Дали денеска имаме таков квас кој се шири во народот и делува во народот како во времето кога и беше Исус и кога рече пазете се од квасот на фарисеите, од квасот на Ирод. Јас овде го делам тоа на две врсти. Едниот квас е за светот, а другиот квас е за верните. Сотоната има специјален рецепт, специјален квас за оние кои што се во светот. Квас или рецепт кој трае илјадници години. Не се променува, а секогаш успева. И тоа е интересно. Не се променува, а секогаш е успешен. И тоа многу успешен. А кој е тој квас?
Ќе прочитаме во Евангелието од Лука, 17 глава, од 26 стих. Како што беше во Ноевите денови. Како што беше. А како беше? Јадеа, пиеа, се женеа, се мажија, се до оној ден, кога Ное влезе во ковчегот и дојде потопот, па ги погуби сите. Кој беше рецептот на сотоната? Јади, пи, уживај. Тоа е неговиот рецепт за светот. Јади, пи и уживај. Но што се случи на крајот? Сите беа погубени. До еден. Остана само колку? 8 души. Значи рецептот на сотоната беше многу силен. Јади, пи, уживај. Одиме понатаму. Исто така, како што беше во Лотовите дни, во времето на Лот, Содом и Гомор. Што правеа? Јадеа, пиеа, купуваа, продаваа, садеа, зидаа. Јадеа, пиеа, купуваа, се мажеа, се женеа, уживаа. Се до денот кога Лот излезе од Содом и што се случи? Сите беа уништени. Само Лот и неговата фамилија се спасија, па дури и неговата жена не се спаси. Немаше и за неа милост, за тоа што Бог рече, не се врти назад. Оди напред. Но таа не послуша, се сврте назад и беше претворена во столб од сол. Понатаму словото вели, така ќе биде и во денот кога ќе се јави Синот човечки. Како беше за времето на Ное, како беше во времето на Лот, така ќе биде и во времето кога Исус ќе дојде. Истиот рецепт е тој на сотоната, да ги залажува луѓето, да ги убедува да си живеат безгрижно, да јадат, да пијат, да се богатат, да уживат. И тоа денес го гледаме. Го гледаме, се чудиме и не можеме да се начудиме како овој народ само на тоа мисли. Посебно нашиот народ, за кого велиме немат пари, немаме пари, а мислат само на јадење, на пиење, на музика, на уживање. И што следи сега кога ќе дојде Господ Исус Христос? Што е следното? Сите да бидат уништени. И тоа ќе биде. Каков квас припремил сотоната пак за верните? Како сотоната ги убедува верните? Бидејќи светот си е негов, тој лесно со нив манипулира, но тие кои што се верни, кои веруваат, како со нив постапува. Има сега сотонот друг рецепт. Тогаш во времето на фарисеите и садукеите беше личноста Исус Христос да не биде признаена за Месија, односно за Божи син. Тоа беше главната цел. По секоја цена да биде уништен, да биде спречен, да биде омаловажен. Но ние гледаме дека таа
Тој квас не му успеа на Сотоната, бидејќи Господ Исус Христос до ден денес постои, уважвана личност, признаена личност и ние сме уверени во него. До пред 30 и некоја година, додека комунистите тврдеа упорно дека светот не го створил Бог, но постанал сам по себе, а со тоа дека Исус Христос не е Божи син. Но и тоа пропадна и сега гледаме дека целиот свет го признава Господ Исус Христос, го слават на некој начин Господ Исус Христос и сега Сотоната не може против тоа да се спротивставува и да се бори и измислува нови начини. А тоа е како да се спаси човекот. Денеска е важно на кој начин човекот може да се спаси. И сега да не биде преку Исус Христос, Сотоната измислува други работи. И еве неколку работи. Спасение со плаќање на гревот. Тоа го сме го чули, нели? Ќе платиш известна сума и твоите гревови свештеникот ќе ги очисти. Тоа е еден начин на спасение, но лажен начин. Бидејќи со пари гревот не се отстранува. Второ нешто е спасение преку дела и дарување. Ти си биди добар, ти си прави добри дела и кога треба нешто ќе дадеш во црквата, ќе посветиш нешто на Бог и така твоите гревови ќе се очистуват. Библијата и тоа го негира. Преку дела нема спасение. Колку и да си добар, што и да направиш, без Господ Исус Христос, само со твоите дела не можеш да се спасиш. Трето нешто е вели, да, преку Исус Христос, ама и законот. Исус Христос го рече тоа, ама треба и законот да го почитуваш. Ние знаеме дека законот беше до Христос, Исус го исполни законот и сега спасението останува само на Исус Христос. И првите ученици има проблем со тоа. Бидејќи се наметнуваше обрезанието, тоа беше по законот. Да се обрезуват луѓето, иако тоа беше непотребно. И они се бореа со старата наука, со тоа што од пред тоа го знае. Четврто нешто, Сотоната им нуди на луѓето спасение преку други личности. Ти можеш да дојдеш до спасение, не мора директно преку Господ Исус Христос, но ќе дојдеш преку други личности, односно преку светци, преку Марија, можеш на нив да се молиш, тие ќе го молат Господ Исус Христос и така можеш да бидеш помилуван. Ја пеевме песната. Исус. Име кое спасува. Нема друго име кое може да те спаси. Нема друго име кое може да ти помогне. Нема друго име кое може да ти даде спасение. Пето нешто е спасение после смртта. Денеска е многу тоа актуелно. Бог да го прости, тоа значи дека ќе му бидат опростени гревовите после смртта, ако се молиме за него, ако платиме свештеникот да се моли за него,
има можност, има начин неговите гревови да бидат опростени и тој да биде во вечноста, без разлика каков бил. Ама тоа се шири и помеѓу нас овде. Нека му е светол патот до небото, нека почива во мир, сега е со Бог. Колку лесно ние ги представаме тие работи, само не Исус Христос. Денеска се нуди и такво спасение после смртта. Денеска уште по-актуелно е да спасение преку Исус, но можеме да прифаќаме и греови. Како денеска што го имаме тоа актуелно, во светот, во црквите, ние веруваме во Исус, спасението од Исус, ама ние признаваме истополови бракови. А тоа е греф. Какво ние спасение ќе бараме, ако дозволуваме право да има гревот, кој не е од Бога, брак, и ние тоа официјално велиме, може, зошто да не. И тоа многу цркви го прават денес. Па дури и од нашите цркви тоа го прават во светот. Може ли да има спасение, а и гревот да владее овде? Што е квасот? Квасот е символ на гревот. Како што квасот делува на тестото, ја менува структурата на тестото, така гревот, кога навлегува, ја променува структурата на верата, на животот во црквата, на односот меѓу браќата и сестрите, на односот меѓу Бог и човекот. Не може на исто место да бидат гревот и Господ Исус Христос. Квасот е тој кој прави раздор. И затоа Господ Исус Христос им рече на учениците: пазете се. Не допуштајте, не дозволувајте тој квас да влезе помеѓу вас. Отфрлете го од себе. И која е вистината? Ќе прочитаме во Коринтијаните, 5 глава, од 6 до 8 стих. Каде што Словото ни вели вака: вашето фалење не е добро. Не знаете ли дека малку квас го подквасува целото тесто? Малку квас. И сега, кога мојата жена прави леп, вели само 10 грама ставам квас. Толку малку е потребно за тестото. Толку малку е потребно да твојата вера биде зафатена од тој квас, од тој грев. Малку квас го подквасува целото тесто. Затоа исчистете го стариот квас, та да бидете ново тесто, како што сте бесквасни, зашто Христос, пасхата наша, беше жртвувана за нас. Па да празнуваме не со стар квас, ниту со квас од злоба и лукавство, туку со пресни лебови во чистота и вистина. Кога во Стариот Завет се принесува лебни приноси, Бог им забрануваше и велеше:
Не носете леп со квас. Не носите. Значи Бог тоа не го сака. Кога Бог сакаше да го извади израелскиот народ од Египет и кога тие ја има паската, што им рече? Ќе земете едно јагне, ќе го испечете и без квасни лебови и било каков квас да го исфрлите од вашата куќа. Да биде чисто, да нема никаков квас. Бог така зборува за квасот, а колку повеќе за гревот. Да нема никаков грев во вас, треба да бидете очистени од тој квас, од тој грев. Старото да биде очистено, веќе да имаме ново тесто. Значи, ние сме представени како тесто. Нешто добро, нешто важно, бидејќи Исус што рече? Јас сум лебот. Ама не со квас. Јас сум лебот. И за нас вели, бидете ново тесто, безквасно. Жртвата која беше дадена на крстот за нас, а тоа беше Господ Исус Христос. Мислите оти беше толку лесно тоа? Мислите дека беше тоа една играчка само? Како што ние се представуваме? Беше закачен на крстот, после беше свален од крстот. Колку маки Исус трпеше во тој момент. Тој осеќаше болка. Тој го чувствуваше теретот на гревот на светот. Тој трпеше болка бидејќи луѓето не му веруваа. Не го признаваа. Му се исмејува, го тепа, го руга. Воопшто не му беше лесно. И сега наместо ние да ја прифатиме таа жртва на Голготскиот крст, да се понижиме пред Него, ние ќе бараме сега нови начини за спасение. Словото вели, секој оној кој го прифати Господ Исус Христос, ќе биде спасен. Ама секој оној кој нема да го прифати Господ Исус Христос, како што беше и псалмот, Бог се грижи за кој? За своите. Бог се грижи за своите. Иако ние велиме дека Бог е милостив, Бог е добар, Бог е љубов, да, ама ако си Негов. Тогаш Бог е навистина љубов и навистина се грижи за тебе. Но ако не си Негов, ќе те снајде истото што ги снајде во времето на Ное, во времето на Лот и сега кога Исус ќе дојде. Ќе бидеш уништен. Да не си играме и да не се залажуваме. Дека верата во Бог, во Господ Исус Христос е многу едноставна, многу лесна. Он е љубов, ќе ни опрости. Како што некои зборуваат, Бог е љубов, како може да казни? Бог е љубов, како може да уништува? Ама во целата историја покажува Бог дека е љубов, ама и справедлив. Ги сака оние кои го сакат и ги казнува оние кои се против Него. И затоа, драги браќи и сестри, нека тоа слово ни делува поучно, потребно, да разбереме и секој пат кој ќе се сретнеме со леп или со квас, да знаеме во нас дека квасот е гревот кој нас не одвојува од Бог. Гревот
кој нас не прави непријатели на Бог. И затоа да се покаеме пред Господ Исус Христос. Тоа што вели старото тесло, стариот квас. Да се покаеме пред Господ Исус Христос, да ги очисти нашите греови и да постанеме ново тесто. Тесто кое ќе биде во раците на Господ Исус Христос. И тогаш ќе бидеме заедно со Него, тогаш ќе бидеме во небото, во рајот, а не во пеколот, како сега денеска што е топло, да не се залажуваме и да не го слушаме ѓаволот, кој ги пушта тие квасови, да се залажуваме дека одиме при Бога, готово е. Неочистени не може. Бог грев, нечистоќа не поднесува. Не ја поднесува. Како што има луѓе што не поднесуваат некои работи, миризба или нешто да гледа, така Бог не поднесува грев. И мора да бидеме чисти пред Него. А можеме да бидеме чисти само преку крвта на Господ Исус Христос. Нека е слава на Него за тоа што Тој се жртвува за нас, за тоа што Тој ни даде можност, прилика преку Господ Исус Христос да може да стигнеме до Бога. Нека е слава на Него. Амин. Нека да се исправиме и да му благодариме. Татко Небесен, Ти благодариме, Господи, за Твоето Слово, кој го имаш Ти во изобилство, ни го даваш секогаш да можеме од него да се храниме, да се поучуваме, да Те познаваме уште подобро и да се приближуваме се повеќе и повеќе до Тебе. Господе, знаеме дека сме слаби, грешни, недостојни, но преку Твојата милост, преку Твојот Син, Ти се доближи до нас. Ти ни даде можност и привилегија и ни велиш дојдете при мене, само ако го прифатите Исус за ваш Спасител. Господе, Те молиме, отстранувај го сатаната од нас, од нашите мисли, од нашите срца, да нема достап, да нема влијание над нас, за да може Твоето Слово да царува во нас, за да може, Господи, да бидеме исполнети со Твојот Дух и за да можеме да се посветиме на Тебе. Нашиот живот да биде посветен на Тебе, да живееме за Тебе, бидејќи овој живот е краток, брзо поминува, а Ти ни нудиш вечност, вечност која не завршува, вечност која ќе биде прекрасна, кога ние ќе ја видиме, бидејќи до сега тоа не сме го видели. И Господи, ние тоа го сакаме, да бидеме заедно со Тебе. Ти ни го даваш тоа бесплатно, Ти ни го даваш тоа од љубов, Ти ни го даваш тоа за тоа што не сакаш и сакаш да бидеме заедно со Тебе. Господи, благослови го секој еден кој е овде, секој еден да биде допрен и исполнен со Твоето Слово и да не си оди празен од овде. Ги предаваме нашите животи во Твоите раце, води не и оваа недела, управувај со нас и нека храбро да се спротиставуваме кога сатаната не напаѓа, кога искушенијата се околу нас, да гледаме во Тебе и да оставиме се во Твоите раце. Ти ќе се бориш за нас и Ти ќе не заштитуваш. Господе, нека е слава на Тебе во името на Исуса Христа. Амин. Сега ќе испееме песната број 194. Слобода од гревот сакаш ли ти, во крвта на Исус има моќ. 194.
ама и ќе скратиме една строфа или две. Нема стих од децата. Ги нема децата денес. А ако следната недела ќе дојдат, и тогаш ќе ни кажат стихче. Со тоа ние сме при крајот на нашата служба. Ги поздравувам уште еднаш нашите гости. Ако те имате можност, може да разговарате со нив, да се дружите, да се запознаете, па и тие да се усеќат како добродојдени. А ако се избегате сите, ќе останат сами. Сега за крај ќе испееме и првата песна. Ќе станеме, ќе се исправиме. Песни на Оставиме Бог Отецо и Сино Ти Светиот Дух единствен Бог во три лица. Следната недела во 10 часот е одново утринската богослужба. А на сите ви посакувам да Бог ве чува, да ве води, да ви дава мир, радост, здравје, да можеме одново да дојдеме, да го славиме нашиот Бог, да се радуваме, за тоа што имаме некој кој не штити, не води и не чува. Службата е завршена, може да се